Почитувани граѓани, почитувани новинари. Вината и одговорноста за скандалот со несоодветно третираниот медицински отпад е целосно овде во Белата палата на ВМРО-ДПМНЕ. Фирмата Еко Клуб е во собственост на Сашо Јанакиевски, многу близок соработник на Никола Груевски. Сашо Јанакиевски, собственикот на Еко Клуб, беше поставен за директор на унгарски трговски куки овде во Скопје. Сашо Јанакиевски е почесен конзул за Македонија на унгарскиот премиер Виктор Орбан, премиерот кој му даде азил на Никола Груевски. Еко Клуб е битолска фирма која дебело се офајдила во времето на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа се гледа по бројните тендери од времето на ВМРО-вскиот градоначалник на Битола Владимир Талевски. Потенцираме, Сашо Јанакиевски, бизнис играчот на ВМРО-ДПМНЕ, го депонирал медицинскиот отпад во Дрисла без при тоа да го обработи и уништи на соодветна машина, што е надвор од прописите и договорите. Таквиот отпад, почитувани граѓани, иако не смеел, го носел во депонијата Дрисла, бидејќи тоа му го возможувал уште еден кадар на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е Горан Ангелов, кој со години беше директор на депонијата. Се до пред 2 седмици, откако град Скопје го презеде управувањето со Дрисла. Тоа е истиот Ангелов кој преку негова фирма во Бугарија вршел незаконски увоз на контејнери опасен отпад од Италија и за кого се води истрага во соседна Бугарија. Ако се знаат сите овие релации и пријателства на кадрите на ВМРО-ДПМНЕ, тогаш јасно е кој стои зад ужасот со медицинскиот отпад и кој поттикнувал потенцијална опасност од ширење зарази. Тоа, почитувани граѓани, е ВМРО-ДПМНЕ, која заради профитот на поединци свесно го загрозувала здравието на граѓаните и ја загрозувало животната средина. ВМРО-ДПМНЕ ги труе луѓето со отпад. ВМРО-ДПМНЕ директно штети на здравието на луѓето. Белиот дворец позади мене е вистинската адреса за тоа што медицински отпад со години нетретирано се депонирал во депонијата Дрисла. Овој случај, почитувани граѓани, мора да добие правен епилог. Сите надлежни институции, особено јавното обвинителство, мора итно да го решат случајот и одговорните да бидат соодветно санкционирани. Никој не смее да го загрозува здравието на луѓето. Одговорност за овој и за сите други скандали мора да има и ќе има. Ви благодарам.